Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме за ефектите што ги имаат мерките за спас на македонската економија. И во Европа и кај нас очекуван беше ударот на пандемијата врз економијата. Но колку овие мерки ќе го амортизираат и колку ќе успеат во нивната примерна цел – спас на работни места? Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате истражување на Financing, колку работни места ќе спасат мерките за финансирање на плати на работниците. Разговараме со Благица Петревски. Неселективната примена на законите е клучен предизвик во следниот период. Мора да се избегнат даночната евазија и сивата економија. Интервју со министерката за финансии Нина Ангеловска. Останете со нас. Владините мерки за финансирање на плати на работниците во износ од 14.500 денари, како и покривање на 50% од социјалните придонеси со пари од државниот буџет, имаат потенцијал да спасат дури 80% од работните места кои би биле загубени поради кризата со коронавирусот, покажува најновото истражување на економскиот институт Financing. Главниот економист и извршен директор на Financing Благица Петревски оценува дека првиот сет на мерки со крајна цел да ги задржи работните места во оние сектори кои беа најзасегнати и главно беа предизвикани како резултат на делумно затворање на економијата, го дал очекуваниот ефект. Financing имаше за цел да ја оцени ефективноста на првиот сет на мерки кои што се однесуваа на компаниите и тоа мерката за која што понуди 14.500 денари по работник и мерката која што значи 50% поддршка од придонесите. При тоа ние идентификувавме дека кај овој сет на мерки крајниот таргет и потенцијалот на тие мерки е околу 198.000 работни места. Во месец април беа реализирани околу 135.000 работни места, односно поддршка за 135.000 работни места, што значува одредена подреализација, каде што во еден дел можеби се должи на недоволната информираност на компаниите, меѓутоа и оние чести промени кои што беа предизвикани на уредбите и на одредени критериуми за мерките предизвика одредена неизвестност кај компаниите, па од тука се почувствува можеби одредена страв да аплицираат за конкретната мерка, што можеби не се искористува целокупниот потенцијал. Во месец мај реализацијата е за одреден степен зголемена, што е позитивен сигнал. Според Петревски, фискалниот обем на мерките е соодветен на можностите на државниот буџет, но сугерира да се следат ефектите за да може парите да се искористат најпродуктивно. Доколку треба онново да се дизајнираат овој сет на мерки, јас би променила методологијата, само од аспект на обем, за моменталниот шок може би беа и тоа што максимум може да си го дозволиме, затоа што мора да бидеме свесни дека од друга страна имаме и одредени фискални ограничувања. Во секој случај сметам дека во периодот кој што следи, се уште има простор за дополнителни мерки и дополнителни надградувања, меѓутоа претходно да направиме некои реоценки, се со цел оние фискални средства кои што ни се на располагање да ги искористиме на паметен начин и да ги вложиме онаму каде што може да извлечеме максимум од аспект на ефекти за економијата, меѓутоа исто така и за зачувување на животниот стандард. Во следниот период треба да се идентификуваат потенцијалите на македонската економија, оценува Петревски, ризиците кои постојат и да се направи детален план за напорите да се насочат онаму каде што потенцијалот е најголем. Сметам дека за првичниот шок на кризата која што настана, мерките беа соодветно дизајнирани. Меѓутоа, она што во моментот недостасува е една подолгорочна визија како ние да направиме план за реставрирање и реорганизирање на целокупната економија, односно во следната година, затоа што знаеме дека последиците од моменталната криза нема да бидат само за овој квартал и за следниот квартал, туку ќе треба последиците ќе се провлечат многу подолго отколку што ние можеби во моментот очекуваме и она што на нашата економија во моментот е потребно е да имаме една подолгорочна визија, односно да идентификуваме
како ние на наједноставен и на најбрз начин може да излеземе од оваа рецесија, меѓутоа како втор аспект е кои се тие сектори кои што може да дадат најголем придонес на бруто домашниот производ. Според Петрески, важно за економијата е да се зголеми известноста и да има неселективна примена на законите. Мора да бидеме свесни дека еден од клучните ризици, предизвици со кои што долго време се соочуваме е и даночната евазија, е и сивата економија. Во следниот период мора даночните обврзници да бидат сигурни дека сите ги плаќаат навремено обврските и мора да имаме неселективна примена на законите. FinanceThink дава препораки мерките да бидат продолжени за месец јуни, бидејќи ризиците за малите и микрокомпании и понатаму постојат. Исто така, потребна е долгорочна визија во која ќе бидат вметнати сите реформи за економијата полесно да ја надмине оваа криза и да продолжи да расте. Владините мерки го амортизираат ударот врз економијата од пандемијата и тоа го покажуваат конкретни бројки, вели министерката за финансии Нина Ангеловска, од која што ги побаравме најновите податоци за ефектите од трите пакети антикризни мерки. Ангеловска вели дека сите мерки се донесени за соодветен тајминг. Некои од нив даваат резултати веднаш, а други пак ќе треба да ја заживеат мамурната економија откако пандемијата ќе стивне. Со првиот сет на мерки, доколку рековме дека ги заштитуваме оние најпогодени три сектори: туризам, угостителство и транспорт, и сите кои што имаа запрена економска активност поради мерките на владата. Со вториот, точно како што прашавте, намерата беше да се заштитат работните места, пред се и да се помогне ликвидносно на сите компании да го пребродат овој период. Во вториот сет на мерки, најобемна како по број на опфати на компании на работени лица, така и по финансиски обем, најголема беше мерката точно за заштита на работните места, односно во висина од 14.500 денари по вработен заради исплата на плати. Ако гледаме финансиски, во првиот месец беа исплатени околу 30 милиони евра на околу 20.000 компании, 19.500 компании и опфати околу 140.000 работни места, додека вториот месец веќе се исплатени над 20 милиони евра, но се уште се дообработуваат, бидејќи нели знаеме дека компаниите треба да поднесат емпен со плати, се уште се дообработуваат и останати барања со кои што треба да бидат исплатени, или вкупно се работи за околу нешто под 60 милиони евра, кои што се за првите 2 месеци. Она што е важно е дека согласно можностите, фискалниот простор, бидејќи кажавме дека за оваа мерка се предвидени околу 100 милиони евра, па тука имавме можност да ја продолжиме мерката за уште еден месец. Истата е продолжена и за месец јуни со цел да им помогне дополнително на компаниите, но да им помогне секако да ги задржат работниците. Ако земеме предвид дека се опфатени 140.000 работни места од сите сектори, од сите големини на компании, се работи за навистина обемна мерка која што и тоа како ги дава ефектите за кои што била планирана. Да ги заштити работниците, но и да им помогне на компаниите да исплатат пристојно ниво на плати во услови на намалена активност и пат на приходите од 30%, како што беше нели условот во уредбата, да може да ги исплатат платите и да ги задржат работниците со цел побрзо да се опорават. Освен финансирањето на платите за работниците од најпогодените сектори со пари од буџетот, владата деновиве ги реализира и мерките од последниот трет пакет. Станува збор за издавање платежни картички за купување домашни производи. Точно оваа мерка за домашна платежна картичка ќе им помогне, финансиска поддршка ќе им даде на околу 325.000 граѓани, но важно е да кажеме дека мерката е навистина современа и системски осмислена од аспект дека ќе стимулира и промена на навиките и безготовинско плаќање, дека ќе воведе и мали трговци средни кои што можеби немале посттерминал, а по друга страна знаеме дека неформалната економија се случува при плаќање во готово, а сега пак во време на криза парите се и трансмитер на заразата. И дополнително, ако имаме предвид дека платежната картичка може да се троши, да се плаќа со некај насочени сектори за домашни македонски производи и услуги, се работи за една навистина добро осмислена економска мерка, која што, како што кажав, покрај поддршката на граѓаните, очекуваме јасни економски цели и резултати да даде. Направивме ни една симулација конкретно на што ќе значат 28 милиони евра влевање во економијата во така краток период од околу 30 до 40 дена всушност ќе биде користењето на средствата. И при таа симулација, да речеме, на пример, за третиот квартал во годината,
Ако ние предвидуваме дека контракцијата или намалувањето на економската активност ќе биде 2,7% во третиот квартал, со влевање на сите овие средства, доколку сите се потрошат во третиот квартал, би забележале нешто под 2, односно намалување за 0,7 до 0,9% помал економски пат благодарение на средствата кои што ќе се влеат во економијата и ќе се потрошат кај погодените сектори за домашни производи и услуги, бидејќи ова го посочувам бидејќи нели е многу важна компонентата по расходна страна да гледаме и увоз-извоз, колку влијае во БДП. Од друга страна, приватната потрошувачка во бруто домашниот производ, гледано по расходен метод, влијае или придонесува за над 65 или околу 65%. И ако се ова го земеме предвид, заедно со начинот на операционализација на оваа мерка и реализација, цениме дека ќе даде навистина значајни ефекти во период кога ни треба сега инстантно и веднаш. Тука би ја споменала и мерката за ваучерите за туризам, со која што околу 10 до 12 милиони евра, нели се поделија ваучери од 100 евра на групата на граѓани кои што им следи 117.000 граѓани. Тука симулацијата која што ја направивме за да го оцениме ефектот, значи дека ако падот на бројот на ноќевања во текот на годината во 2020 согласно случувањата би бил околу 50%, со оваа мерка би бил дупло помал, односно би влијала на помал пат на бројот на ноќевања и зајакнување на македонскиот туризам. Голем интерес покажаа компаниите и за бескаматните кредити од Развојната банка, преку која досега се пласирани вкупно 12,7 милиони евра за 1330 фирми. Ангеловска вели дека владата разгледува можности да стави уште пари на располагање за фирмите како грантови или кредити без камата. Со оглед на тоа дека се работи за навистина поволни услови, поволни за добивање и за отплата и без камата кредити кои што им се потребни на компаниите, секако дека интересот е навистина голем, а можностите се ограничени, односно всушност секоја земја при ваквите бескаматни кредити кои што ги нудеше, условот е до истрошување на средствата. На владината седница, каде што беа разгледувани всушност третиот и четвртиот список од компании кои што добиваат бескаматни кредити од COVID-2, беше разговарано и дека има голем интерес и да се разгледа можноста за доколку останат слободни средства од некои други мерки кои што можеби не се искористила, да се разгледа можноста за евентуално да се зголеми износот таму. Меѓутоа важно е да кажеме дека во третиот сет на мерки има предвидено 31 милион евра за бескаматни кредити за мали и средни компании, тоа со грант компонента од 30%. Таа грант компонента ќе биде активна за компании водени од жени, за компании кои што вработуваат млади лица, кои што ќе воведат нова технологија или ќе се ориентираат извозно. И согласно тоа, таа се планира да започне во септември, а средствата 30 милиони се всушност од EU грант средства. И согласно тоа, значи, секако дека доколку има и постои можност, владата секогаш во рамки на своите можности гледа да креира најсоодветни мерки да го дадат најдобриот ефект, но секако дека имаме предвид и за месец септември, кога треба над 30 милиони евра да бидат пласирани точно преку бескаматни кредити. Уште една мерка наменета за посткризниот период, која што според Ангеловска треба да ги поттикне компаниите да инвестираат, е финансиска поддршка за инвестиции, за која што се одвоени 20 милиони евра. Ако земеме предвид дека за време на услови на криза компаниите имаат потешкоти ликвидносни, ако земеме предвид дека сега треба да им помогнеме и да ги поттикнеме да инвестираат, се овозможува да државата ги следи при инвестицијскиот проект, односно да тие аплицираат со проект, објавен е веќе јавниот повик, се со цел да може да инвестираат во нови технологии, во нови машини, во луѓе, кои што ќе ги направи поконкурентни во пост-ковид периодот. И поради тоа, како што кажав, се работи за обемни сетови на мерки, се работи за сетови на мерки скроени во точно време, точен тајминг со зацртани очекувани ефекти кои што треба да ги дадат. Сите мерки се проценува дека вредат околу 500 милиони евра, што е околу 5% од бруто домашниот производ и се очекува да опфатат околу 730.000 граѓани. Но и покрај преземените мерки на владата за да амортизира, статистиката покажува дека економијата кризира. Во април евидентиран е драматичен пат на индустриското производство од 33,5% и намалување на извозот за дури 60,3%. Министерката Ангеловска вели дека овој тренд бил неизбежен како последица на целосното затворање на општествата не само овде, туку и во цел свет, како нужно зло за економијата со цел да се спречи ширењето на коронавирусот.
Во однос на вашето прашање за индустријата и производството, како што посочив јас и кога образложував третиот сет на мерки, точно имаме предвидено, затоа што знаеме колку е важно и колку придонесува производството, индустријата и извозот во нашиот БДП, особено како мала и отворена земја. И тука имаме мерки кои што имаме цел точно. Реалноста е таа, како што и вие кажавте, значи светот се соочува со криза и не можеме да бидеме игнорантни и да кажеме дека големиот пат на производството и извозот не изненадува. Затоа што не само поради падот и шокот врз економијата, но се прекина едноставно некои синџири на набавку, што од месец февруари некои компании почнаа да учествуваат потешкоти, особено оние извозно ориентирани кои што учествуваат со голем дел во извозот. И согласно тоа, ако ги погледнеме мерките, точно тоа и ни беше целта со оваа мерка која објаснав за финансиска поддршка на инвестиции, да им помогнеме да бидат поконкурентни, сега да се охрабрат да инвестираат. Износите кои што ги нуди јавниот повеќе оваа уредба се всушност од 40.000 евра до 150.000 евра кофинансирање на инвестиција од страна на државата. И очекуваме дека тоа ќе даде ефекти. Тоа не се ефекти кои што ќе ги видиме за 2-3 месеци. Тоа се ефекти кои што на подолг рок ќе ги видиме, затоа што ќе бидат поконкурентни компаниите. Меѓутоа важно е дека сега преземаме действија и за ефекти кои што ги очекуваме и во 2021 година. И додека светот се уште се бори со пандемијата, а ризикот од пролонгирање е голем, меѓународните финансиски институции прогнозираат дека рецесијата во македонската економија годинава е неизбежна. Проценките се движат од пад на БДП од 3,2% според Светската банка, 3,4% според владата, 3,5% според Народната банка и ЕБОР, намалување од 3,9% колку што е проекцијата на Европската комисија, па до рецесија од 4% според ММФ. Добрата страна на сите овие сценарии е дека сите очекуваат многу брзо опаравување, да речем најбрзо опаравување кај нашата земја споредено со земјите од регионот. Ова сценарија која што ние го имаме економски пат од минус 3,4% во оваа година е основната сценарија и согласно тоа би значило патот околу 15% во вториот квартал. Во третиот квартал 2,7 го кажав принели симулацијата и ефектите на мерките за приватна потрошувачка и стабилизација над 2% односно раст позитивен изглед во последниот квартал. Секако дека ние изработуваме други сценарија, меѓутоа она што може да го кажеме дека еве ќе го видиме месецот кога ќе заврши, имаме малку подобра од нашето сценарио наплата на приходите во првите 15 на дена, еве денеска е 15, првиот пресек на половина месец го правиме, па ќе информираме, што ни дава некако позитивни изгледи кога го гледаме реализацијата на буџетот. Што се однесува до дополнителни сценарија, при дополнително евентуално продлабочување втор бран или втор шок, секако дека ова основно сценарио ќе треба да претрпи измени доколку тоа се случи. Она што е важно е дека ликвидносно сме подготвени за евентуален втор бран или втор шок со финансирањето. Обезбедени сме буквално со евроврзницата, со Меѓународниот монетарен фонд, Европската унија, сите заеми. Имаме обезбедено средства и за евентуално продлабочување доколку е потребно, а доколку не и за сервисирање на обврските од 2021 година. Така што јас би кажала дека се надеваме дека сите мерки кои што ги преземаме секако дека го даваат и ќе го даваат и понатаму ефектот и се надеваме дека кризата ќе се одвива во рамки на основното сценарио, но подготвени сме секако и за евентуално второто сценарио. ЕУ за здравје е нова програма на Европската Унија, која има за цел зајакнување на европските здравствени системи за подобар одговор на идни големи прекугранични кризи, како што е пандемијата на COVID-19. Кризата со COVID-19 ја покажа потребата од подобра соработка и координација помеѓу државите членки на ЕУ во време на пандемија, но и потребата за зајакнување на здравствените капацитети за ефективен одговор. Врз основа на наученото, новата здравствена програма ЕУ за здравје е насочена да ги пополни празнините кои се открија со пандемијата, покрај подобра заштита од и менаџирање со кризи, со зајакнувањето на здравствените системи на државите членки и давањето на подобра здравствена грижа. Програмата ЕУ за здравје има за цел и подобрување на здравјето, подобар пристап до лекови и поддршка на иновации и инвестиции во здравството. Инаку Европската комисија предложи да инвестира 9,4 милиарди евра од следниот долгорочен буџет на ЕУ во програмата ЕУ за здравје, што е 23 пати повеќе отколку одвоените средства за здравство за периодот 2014-2020 година.
Финска, Шведска, Данска и Холандија имаат остварено најдобри вкупни резултати во областа на дигитални технологии во Европската Унија, покажува индексот на дигитална економија и општество за 2020 година, кој го објави Европската комисија. Индексот ги прикажува вкупните дигитални резултати во Европа и напредокот на државите членки на ЕУ во однос на дигиталната конкурентност. Овогодинешните резултати покажуваат дека напредокот е остварен кај сите држави членки и кај сите клучни области кои ги опфаќа индексот. Најуспешните држави членки на ЕУ ги заземаат водечките позиции и на светско ниво. За последните 5 години Ирска има направено најголем напредок, а веднаш зад неа следат Холандија, Малта и Шпанија. Индексот на дигитална економија и општество го следи напредокот кој државите членки на ЕУ го имаат направено во 5 главни области, и тоа поврзаност, дигитални вештини, употреба на интернет од страна на поединците, интеграција на дигиталните технологии кај предпријатијата и дигитални јавни услуги. Очекуваното просечно време траење на работниот век на лицата постари од 15 години во Европската Унија е 35,9 години, покажуваат податоците на Евростат кои се однесуваат за 2019 година. Споредено во однос на 2000 година, работниот век во 2019 година е зголемен за 3,6 години. Очекуваното просечно време траење на работниот век е зголемено во сите држави членки на ЕУ, со исклучок на Романија, каде е забележано намалување за 2,2 години. Мажите во 2019 година работеле подолго од жените, и тоа 38,3 години наспроти 33,4 години. А разликата во очекуваното просечно време траење на работниот век кај мажите и жените низ годините се повеќе се намалува. Помеѓу државите членки на ЕУ најдолго очекувано време траење на работниот век е забележано во Шведска, и тоа 42 години, потоа Холандија 41 и Данска 40 години. Спротивно, најкратко очекувано време траење на работниот век е регистрирано во Италија, и тоа 32 години, Хрватска 32,5 и Грција 33,2 години. Грозјето е традиционална култура во повеќе европски држави и има голем потенцијал за иновации, кои се уште ефективно не се искористени. Луѓето кои работат во секторот лозарство генерално се фокусирани на подобрување на квалитетот на грозјето и виното и вообичаено не размислуваат за искористување на винскиот отпад, лушпи од зрна, дршки и семки. Но дали отпадот може да стане ресурс за козметика и здрави производи? Токму еден паметен проект во кој се вклучени Италија, Франција, Либан, Јордан и Тунис работи тоа да се случи. На основа на искуството во истражување и развој во областа на валоризација на грозјето, искористување на отпадот и развој на нанотехнолошки формулации на антиоксиданти и антиинфламатори, проектот има за цел да помогне развој на нови мали и средни предпријатија преку трансфер на научно и технолошко знаење за отледување грозје и искористување на ресурсите од грозјето како извор на биоактивни состојки кои може да бидат трансформирани во иновативни комерцијални производи. Проектот има и за цел да ја придвижи локалната економија, намали загадувањето на околината и зголеми можностите за вработување. Паметниот проект, кој ќе трае до август 2022 година, е со вкупен буџет од 3,3 милиони евра, од кои 2,6 милиони евра се финансирани од Европската Унија. Крајна цел на проектот е да се развијат 10 производи и услуги од деривати на грозје за комерцијална употреба и да се основаат 10 нови компании кои ќе функционираат во производство и продажба на иновативни производи и услуги од грозје и негови деривати. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Кај нас почнува кампања, но ние остануваме посветени на нашата цел – доближување на европските правила до македонското општество. Останете со нас и со програмите на македонската телевизија.